симпатизерсум на Социјалдемократски сојуз. Социјалдемократски сојуз, тргнувајќи од 11 годишното опозицијско владење, во тој период они се однесуваа како да се заинтересират за решавањето на криминалот во градот Охрид и државата, но со преземањето на власт они останаа немични во однос на мене и директно ме известија дека не планираат на мене како кадар кој што би се борел против криминалот во град Охрид, односно директно од страна на раководството на партијата во СДСМ бев известен дека на мене не се рачува. Причините поради кои СДСМ мене ме зборам, односно владеачката партија и коалиција ме отфрли од кандидатурата да бидам дел од раководниот кадар на СВР Охрид, кој што треба директно да се справи со криминалот во Охрид, беше неможноста од страна на поединци во градот да имаат некаква контрола врз мене и врз моето работење. Јас директно ги известив истите дека во никој случај нема да дозволам надворешни фактори да влијаат врз работата на секторот за внатрешни работи, односно да имаат влијание врз безбедноста и селективноста во спроведувањето на законите во градот Охрид. Кои се тие надворешни фактори? Мислите на раководството на партијата во Охрид, на кои се тие луѓе кои што бараја од СДСМ вас да ве владеат како началник на полиција? Надворешните фактори пред се факторите кои што се несуваат од бизнис лобито во Охрид, одредени угостители, бизнисмени, односно оние лица кои што се директно во спрега со непочитување на законите во градот Охрид. Самото непочитување кај нив создавање на поголема имотна корист како резултат на Добро, то сите знаеме дека тоа создават имотна корист. Кој од вас бараше вие да се подвргнувате по тие луѓе? Раководството на СДСМ во Охрид, Тунтев, партијата во Охрид, ова извршниот одбор, како се вика тоа? Директно од потесното раководство на партијата.